Македонија, господин Зоран Заев, почитуван директор на Фондот за иновативност и технолошки развој, господин Јован Деспотовски, почитувани стопанственици, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Моето задоволство денеска е големо, затоа што онаа визија што ја имавме на почетокот кога почнавме со работа во оваа влада, дека ќе го поддржуваме стопанството и развојот на економијата, денеска продолжува да се исполнува. Практично, иновативноста и технолошкиот развој се основата на секоја зголемување на продуктивност. Единствен начин да македонската економија биде конкурентна надвор од границите на Република Македонија е да биде продуктивна. Единствен начин за било која економија да стане продуктивна е тоа да исполни три предуслови. Првиот е да има пристап до современи технологии, вториот е да има ноу-хау, да работи со тие технологии, и третиот е да има организациони способности кои што тие технологии и организацијата на луѓето ќе можат да ги преточат во економски резултати. Ние ќе ви помогнеме во првите два дела. Третиот дел останува на вас, на вашите менаџерски способности да тоа го направите. Многу е важно што технолошкиот развој треба да биде иднината на нашата држава, бидејќи нашата држава за да расте во економијата нема ресурси од енергетиката, немаме нафта, немаме газ, немаме можности за огромен развој на туризам како некои земји кои што тоа го базираат, значи својата економија базираат на тие гранки. Нашата иднина и нашиот раст економски треба да се базира на основните фундаментални гранки, а тоа се гранките кои што ги имаме и сега како вкупни или како најголем придонес кој што даваат во бруто домашниот производ, а тоа се покрај градежништвото, земјоделието и трговијата. На прво место треба да испадне индустријата. Ако сакаме да имаме стапки на раст од 6-7%, 5% во нашата држава на бруто домашниот производ, мораме извозот да го покачиме од постојните 54% на 65-70% во учеството на бруто домашниот производ. Тоа може да се направи само со зголемен извоз, тоа може да се направи само со зголемена конкурентност, а точно овие мерки кои што денеска овдека ги промовираме, можат да го направат тоа, да вашите компании ги направат да бидат попродуктивни, поконкурентни, и ја ве охрабрувам да бидете извозно ориентирани. Сакам со вас да ја споделам и информацијата, заедно и со медиумите, дека овие 3 дена ќе бидат исплатени и сите средства кои што се од првиот и вториот столб на Законот за финансиска поддршка на инвестициите, и вклучително со овие 65 компании кои што денеска ќе добијат финансиска помош од страна на државата. Бројот на компаниите кои што во државава оваа година ќе биде поддржан од страна на владата за индустријски раст ќе биде над 250. Тоа е, мислам, историски исчекор, тоа е нешто кое што очекуваме да даде сериозен импакт следната година во индустријата, и индустријата да биде една од водечките гранки во економијата на Република Македонија, и со самото тоа да придонесе да 2019 година ни биде економски добра. Јас ви посакувам на сите да овие средства кои што вие пред се ќе ги вложите први, а после ќе ги прати државата вашите вложени средства со помош, да ги искористите соодветно, да направите проекти кои што ќе имаат сериозен импакт. Сакам вашите мали и средни предпријатија кои што се носители на индустријата и во поголемите држави, а не како во Македонија, како помала држава, секако се тие носители, бидејќи најголемиот број на компании во Република Македонија се точно такви, да прераснат во средни и големи предпријатија. Ви посакувам да имате многу профит од вашите компании, бидејќи вие за тоа го правите сето ова. И она што сакам да го подвлечам како најважно и можеби како последно во ова моје обраќање до вас е дека точно оваквите проекти запослуваат високо квалификуван кадар од Република Македонија,
и само една бројка ќе ја повторам од таа од сите бројки што ги кажа директорот, а тоа е бројката дека платите кои што се предвидуваат на вработените во овие проекти е над 40.000 денара. Точно тоа што сакаме да го постигнеме во државата, за да сите млади луѓе се пронајдат во оваа држава, останат во неа, бидејќи тоа е нашиот најголем ресурс и капитал. Ви благодарам на сите и ви посакувам многу успех.